Резултатите од парламентарните и претседателски избори во Северна Македонија, на кои СДСМ доживеа голем пораз, за аналитичарите се очекувани. За Ивица Боцевски тоа е така поради прекрупните промени за крупните национални прашања, посебно во надворешната политика без консултација со граѓаните. Тоа ја уништи власта на СДСМ и уште во самиот старт. Меѓутоа, далеку позначајно беше фактот што тие буквално се откажаа од владење и државата премногу хаотично беше управувана во сите овие 7 години. Покрај тоа имавме еден невиден бум на корупцијата, на организираниот криминал, на непотизмот. И Петар Арсовски смета дека изборните резултати се во рамките на очекувањата, со мали дискрепанции во засилување на постојните трендови од првиот круг на претседателските избори, кои се појавија во вториот круг на парламентарните избори. Се разбира големиот пораз на СДСМ и големата победа на ВМРО-ДПМН се должат на засилување на тие трендови, на стереотипното представување на брендовите и на долготраечкото незадоволство на електоратот од сегашната состојба во која се движи државата. Според Боцевски, дуи покрај тоа што постигна добар резултат се преигра. Нивното владење велико се базираше на моноетнички шовинизам, сега има цена која доаѓа во форма на опозиција. Додава дека влезот на новите две политички сили е интересен фактор до овие избори, но и тоа дека СДСМ го изгуби статусот на стожерна партија. Тие во моментот не се водечка опозицијска партија, туку тоа е дуи. Резултатот на коалицијата вреди фантастичен во смисол дека најверојатно тие го добија мнозинството од гласовите помеѓу албанците во Македонија. А ВМРО сега го прави коалиција со вреди. Можеби кон таа коалиција се придружи и партијата Знам на Максим Димитриевски, меѓутоа ќе видиме како ќе течат преговорите. Јарсовски очекува сличен состав на новата влада. Очекувам ВМРО-ДПМН да направи влада со оние партнери кои веќе најави дека се предпочитани партнери, тоа е албанската опозиција, евентуално Знам. Иако бројките на пратениците дозволуваат да се направи влада и без Знам. Мислам дека релативно брзо ќе треба да очекуваме некакви преговори за влада и дека составот на новата влада ќе биде релативно брзо познат. Вистинските предизвици на владата доаѓаат подоцна, додава Арсовски. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.